Во овој момент состојбата е целосно под контрола од аспект на обезбедување. Инцидентите кои што се случуваат се осамени и ретки. Значи, ние не праќаме војска затоа што граѓаните прават нереди во болниците, туку превентивно да го одржуваат редот, за да можат здравствените работници непречено да ја вршат својата работа и непотребно да не губат време за нив споредни работи. Нивната основна грижа е здравјето на болните и тоа треба да го работат. Армијата ќе биде невооружена и ќе биде само оному каде што е неопходна потребата, но исклучиво како придружба на полицијата. Значи, полициските службеници се оние кои што имат полициски овластувања, додека припадниците на армијата ќе ги помогат на нив пред се за одржување на редот пред болниците. Во овој момент околу 150 полицајци и 300 припадници на армијата ќе бидат ангажирани за обезбедување на здравствените објекти. Но ова е начелна бројка, тоа не значи дека утре овие луѓе ќе излезат на терен. Можеби во првиот момент ќе излезе многу помала бројка, планот е еластичен и дозволува во зависност од потребите, односно во зависност од побарувањето од Министерството за здравство. Овие сили за обезбедување не се однесуваат на приватните болници кои што веќе имат сопствено приватно обезбедување кое што успешно ја врши работата. Од државна болница ќе бидат распоредени припадници на полицијата и армијата, но оному каде што имаме голема фреквенција на луѓе, како што веќе напоменав, инцидентите се многу ретки од страна на незадоволни роднини на болни луѓе или луѓе кои што починале, така што ние воопшто немаме во тој поглед алармантна состојба. Состојбата зборувам од аспект на безбедноста, сакам цело време да внимаваме на тоа. Јас зборувам за состојбата од аспект на безбедноста. Останатиот аспект од ширењето на болеста спаѓа во надлежност на Министерството за здравство. И ние едноставно во овој момент нема на сите точки побарување од дитно распоредување на припадници на полицијата и армијата. Во некои градови, еве ќе земам на пример во Штип, во овој момент можеби воопшто да не распоредиме такви сили или ќе распоредиме помали сили од оние кои што ги предвидуваме превентивно. Во случај да има поголем наплив на фреквенција на луѓе, тогаш би ги зголемиле силите. Припадниците на специјалните единици ќе бидат употребени само зборам за специјалните единици во исклучителни моменти, тие се специјалци и служат само за некакви почувствителни работи од областа на безбедноста. Сигурно дека нема тигрите да ги користиме за обезбедување на здравствени објекти.